Претераната употреба на алкохол, или поточно, неговата злоупотреба, представува нездрава и опасна навика која сериозно може да го наруши човековото здравје. Не само личното здравје, туку и здравјето на останатите преку насилно однесување и небезбедно возење. Тоа важи без разлика дали се пие алкохол на дневна основа или повремено се пијат поголеми количини. И едното и другото водат кон зависност од алкохол. Алкохолизмот или зависноста од алкохол означува физичка и ментална зависност од алкохол. Тоа е долгорочна болест, не е слабост или едноставно недостаток на волја. А што е премногу или кога би требало да поразговарате со својот матичен лекар за евентуален проблем со алкохолот? Кај жените, повеќе од 3 чаши во една прилика или над 7 чаши во текот на неделата. Кај мажите, за премногу се сметаат повеќе од 4 чаши во една прилика или над 14 во цела недела. Во кои случаи може да се посомневате дека веќе имате проблем со алкохолот? Ако пиете наутро или ако пиете сами, ако имате чувство на вина после пиењето, или ако измислувате изговори со цел да сокриете дека сте пиеле алкохол, може да го означува тоа. Во овие случаи се препорачува веднаш да побарате стручна помош. Колку порано побарате помош, толку подобри се изгледите успешно да се справите со овој проблем. Ефектите врз здравјето се доста сериозни, како на краток, така и на долг рок. Кардиоваскуларни проблеми, нарушување на црниот дроб, зголемен ризик од рак и сеопшто заслабување на имуниот систем. Ако мислите дека самите имате проблем со алкохолот или некој ваш близок, побарајте стручна помош пред овие негативни ефекти врз здравјето да станат преголеми.